Комплексот Македонско село во Горно Нерези после 6 години напролет ќе ги прими првите посетители. Имено владата најави дека до крајот на месецот ќе објави оглас за изнајмување на објектот кој ќе биде даден под закуп на приватна фирма. Директорот на службата за општи и заеднички работи Ивица Томовски истакна дека комплексот е во запуштена состојба. Се соочивме со искршени клупи, оштетени кровови и нефункционални електрични возила. Сепак внатрешноста на куќите е зачувана. Се врши проценка пошто ќе го објавиме огласот за закупец, изјави Томовски. Комплексот отворен во 2016 година престана да функционира во 2018 година, откако претходните концесионери Тинекс и Хотел Квинс се повлекоа поради финансиски загуби. Иако во изминатиот период беа најавувани проекти како стартап село, тие останаа нереализирани. Комплексот ќе се издаде на најмалку 10 години, со цел да се овозможи исплатливо вложување. За санација ќе бидат потребни најмалку 200.000 евра, а отворањето се планира до 1 мај. Иако не работи, службата за општи и заеднички работи редовно ги подмирува трошоците за осигурување и обезбедување. Досегашните финансиски загуби достигнале 350.000 евра, на кои ќе се додадат и средствата за обновување, велат од службата за општи и заеднички работи. Комплексот се состои од 12 автентични куќи, со долни катови за демонстрација на занаети и горни катови како хотелски соби. Новата иницијатива има за цел да ја врати туристичката и културната вредност на ова уникатно место и да го претвори во ресурс кој ќе привлече посетители и ќе придонесе за економскиот развој. Министерот за спорт Борко Ристовски заедно со градоначалникот на општина Петровец Борче Митевски денеска го означи отпочнувањето на изградбата на новото мултифункционално игралиште во општина Петровец. Со реализацијата на овој проект, општина Петровец ќе добие современо игралиште кое ќе обезбеди модерни услови за спортување за сите граѓани, особено за младите кои се нашата иднина. Министерството за спорт продолжува со својата мисија да го врати спортот во секојдневието на граѓаните и да создава услови за сите да спортуваат. Секој нов проект е уште еден чекор кон поздраво и посилно општество, истакна министерот Борко Ристовски. Вредноста на проектот за изградба на мултифункционалното игралиште во општина Петровец изнесува 3 милиони денари, а рокот за изградба е 5 месеци. По повод 3 декември, меѓународниот ден на лицата со попреченост, општина Ѓорче Петров организираше отворен ден на час по физичко и здравствено образование под мотото "Заиграј со нас", каде што учествуваат деца со типичен и атипичен развој. Овој ден не потсетува дека интеграцијата на лицата со попреченост во сите аспекти на живењето, политичкиот, социјалниот, економскиот и културниот, не е само наша обврска, туку и наша заедничка придобивка. Секој ден е можност за поддршка, но 3 декември е денот за гласност и посветеност, порача првиот човек на Ѓорче Петров Александар Стојковски. Како општина додаде Стојковски, секогаш стоиме на страната на инклузијата. Меѓународниот ден на лицата со попреченост се одбележува секоја година, со цел да поттикне разбирање за предизвиците со кои се соочуваат лицата со попреченост и да ја мобилизира поддршката за нивното достоинство, права и благосостојба. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски информира дека проектот за бесплатен превоз до здравствените установи за сите полнолетни лица со попречености од општина Центар се одвива во континуитет. Според Герасимовски, откако е започнат проектот во февруари 2024 година, реализирани се вкупно 197 превози, со што значително е олеснато секојдневието на семејствата што имаат членови со некаква попреченост. Герасимовски го посети 49 годишниот Роберт, лице со мултипла склероза и попреченост, за да види како во пракса се имплементира проектот во соработка со Црвениот крст на град Скопје. Проектот инаку предвидува превоз до здравствените установи со наменски возила за корисници за лица над 18 години кои користат ортопедско помагало, а живеат на територија на општината Центар, како и лица над 18 години кои не користат ортопедско помагало, но поради болест се во лежечка состојба. Граѓаните кои имаат потреба од користење на оваа услуга, потребно е својот превоз да го закажат минимум 24 часа однапред, јавувајќи се на телефонскиот број 02 153 30,
во контакт центарот на Црвениот крст на Република Македонија. Секој ден од понеделник до петок од 6 до 24 часот. За остварување на еден телефонски повик може да се закаже превоз за еден корисник до една конкретна дестинација. Граѓанската иницијатива Зелен хуман град во вторник на 10 декември во 16 часот ќе протестира поради загадениот воздух. Протестот ќе почне од Министерството за животна средина, па преку собранието ќе заврши пред владата. Протестираме бидејќи секоја година во Македонија се бележат приближно 3828 смртни случаи, предизвикани од изложеност на частичките PM 2,5, кои се меѓу најштетните за здравието. Загадувањето во Скопје и другите градови во Македонија со години е проблем на сите жители, со тоа и на секоја власт. Колку побрегу се почне со спроведување мерки кои меѓусебно се надополнуваат и си го зголемуваат позитивниот ефект врз квалитетот на воздухот, толку побрегу ќе го решиме овој долгогодишен проблем, велат од граѓанската иницијатива. Од надлежните институции, владата и општините бараат да преземат итни и среднорочни мерки за справување со загадувањето на воздухот. Таму е Скопје, град мој убав лише, што ми расу тесни.